Утрово над Кочани и Кочанската котлина се формира слој од чад кој сведочи за загаденоста на амбиенталниот воздух. Тоа го потврдува и апликацијата која го мери квалитетот на воздухот во државава, на која утрово стои дека концентрацијата на PM10 частичките изнесува 93,3199 микрограми на кубен метар, што е далеку над дозволената граница, и знакот е обоен во темно-жолта боја која покажува висока загаденост. Ако сето тоа се случува во период кога капацитетите на Papermill, кој беше посочуван за главен загадувач, не работат, а од оџакот не излегува чад, прашањето е кои се другите загадувачи на Кочани и што со нив. Градоначалникот Николчо Илиев на гостувањето во една регионална телевизија истакна дека е за законско решение со кое и фабриката ќе продолжи да работи со исполнување на екостандардите за 120 вработени да не останат на улица, но и за исполнување на пропишаните критериуми за заштита на животната средина. Значењето на Papermill за општината и за државата е од аспект на фактот дека се работи за единствен капацитет за преработка на рециклирана хартија, чии сопственици имале намер да инвестираат додатни 5 до 6 милиони евра и да вработат уште 60 на лица. И токму поради тие и такви аргументи неопходно е општината, граѓанските здруженија и раководството на фабриката да ги изнајдат високите аргументи, се со цел да нема губитници, туку да се договорат општо корисни решенија, бидејќи вака причина за ограничено задоволство имаат граѓаните поради фактот дека проблемот со загадувањето само делумно е решен, а за загриженост 120 вработени, собствениците на компанијата и општината и државата кои може да загубат значаен индустријски капацитет. Дополнителен проблем во целата ситуација е што по запирањето на работата на Papermill, активистите и општината застанаа во походот да ги лоцираат другите загадувачи и да бараат нивно прилагодување на законските еконорми. Уште помалку се презема во делот на загадувањето која доаѓа од загревањето на домовите, од чии оџаци во поедини делови на градот излегува црна чад, што претпоставува дека не се гори дрво, туку пластика, гуми и други согорливи материјали со голема концентрација на штетни материи.